Почнуваме со дневникот. Општина Пробештип го носи новиот детален урбанистички план за зимскиот туристички центар Пониква. Новиот план опфаќа територија од 30 хектари на кои се планира изградба на нови викенд куќи, одмаралишта и хотели. Нови парцели за викенд куќи, хотели и одмаралишта ќе нуди Пробештип по донесувањето на новиот детален урбанистички план. Денеска се одржа јавна расправа за новиот детален урбанистички план, бидејќи од стариот не им останал ниту една парцела за продажба. Сега во моментот, денеска е јавната расправа за новиот детален урбанистички план, кој што се простира на површина од 30 хектари и ќе овозможиме со овој детален урбанистички план дополнителен развој на Пониква. Таму има опфатени парцели за викенд куќи, за хотели, за одмаралишта, за спортски објекти и други намени, со што мислиме дека сите заинтересирани во наредниот период ќе можат да си купат парцела и да изградат сопствен објект, а ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да паралелно да ги следиме со изградба на инфраструктура. Во моментов општините Пробештип и Кочани, владата на Република Македонија активно работат на изградба на нов водоводен и канализационен систем за цела територија на Пониква. Тоневски вели дека се планира изградба на нови скижичари. Веќе имаме добиено донација топови за производство на вештачки снег, направен е и систем за снабдување на овие топови, осветлени се дел од патеките, купена е опрема која што треба да ги обслужува постоечките патеки, меѓутоа нашите планови се да продолжиме уште поактивно, да направиме продолжување на постоечките патеки, како и изградба на нови скијачки терени во поголема должина и изградба на нови жичари. На почетокот на наредната година ќе почне изградбата на новиот пат од пробештипското село Турско Рударе до Пониква, со што жителите од оваа општина, но и од североисточниот дел на Македонија, ќе можат побрзо да пристигнат до овој зимски туристички центар. Тоневски вели дека тендерот за изградба на патот треба да се распише по одржувањето на предвремените парламентарни избори, а инвестицијата се очекува да чини 5 милиони евра. Денес во Штип беше промовирана едицијата Црните страници на УДБА. Ангел Костадинов, Панче Смилевски, Трајче Спасовски, Драган Срцев, Коце Балабанов, Симеон Зенделовски се едни од многуте штипјани кои биле на црната листа на УДБА. Дел од нив издржувале и затворски казни, а останатите биле сослушувани и врабувани. И познати уметници биле следени и се наоѓале на црната листа на УДБА. При истражувањата е откриено досие за актерот Ѓорги Колозов. За размислувањата на Колозов изјави пред тајните служби давал негов колега. Мошно е контроверзно е што во неговото досие се појавува изјава на денешен уметник со име и презиме. Ние не тврдиме дека е тој, до денеска нема ограда од тој што ги давал изјавите во полиција, но името е мошно познато и мислам дека македонската јавност ќе биде зачудена од овој случај. Едицијата Црните страници на УДБА не илустрира и осудува, туку само ги презентира историските документи кои сведочат за премрежјата на патриотските структури во Македонија во втората половина на минатиот век. Определбата кон ВМРО допринела многу штипјани да бидат следени и врабувани, а историските факти ја потврдуваат и тезата дека Штипот секогаш важел за политички барометер. Кој што ви кажав и по имињата, што ги одвоивме, и по тоа што знаете дека има проминентни активисти во политичкиот живот и после 45-та година, да, Штипот секогаш бил еден од најголемите центри во овој дел на Македонија. Од вкупно евидентирани 137.000 досија, денес останале само 15.000. Остатокот е целосно уништен. Во Штипската населба Железничка, каде што се гради новата црква посветена на православниот празник Свети Иларион, денеска беше одржана свечена литургија од страна на свештениците на Бригалничката епархија. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, кој присуствуваше на честувањето на овој празник, оствари средба со жителите на населбите Железничка и Чардакли.
Градоначалникот на Штип, Илчо Захариев, денес оствари средба со раководствата на две урбани заедници на Железничка и Чардаклија. Со тоа продолжуваат посетите на деловите од градот и разговор со првите луѓе на урбаните и местните заедници за нивните проблеми и прибирање на идеи за проекти. Во населбата Железничка започнува градењето на црквата посветена на преподобен Иларион Мегленски. Пред неколку години беа поставени осветени темелите на новата црква во населба Железничка и за Пребег, посветена на светиот Иларион епископ Мегленски, но досека не беше започнато со градба, веќе обезбедивме некои средства и започнавме со градба, бидејќи следната година, 2017-та, јубилејна година за Македонската православна црква и се надеваме со помош од нашите верници, од општината, донаторите, дека ќе изградиме ова црква и следната година во погоден момент да биде осветена и пуштена во употреба за верниците од оваа населба. Општина Штип во населбата Железничка инвестираше, а барањата на граѓаните се речиси сите реализирани. Ова црква се наоѓа на неубавото место, веднаш до кружниот тек. Морам да кажам дека заедно со нашиот ценет владик Иларион направивме разговори да максимално се вложиме сите ние да ја направиме оваа прекрасна црква и верувам дека за година дена ќе биде завршена. Ќе иде правена во нашиот стар охридски стил. Да истакнам дека во оваа населба ние како општина направивме голем број на проекти минатите 3,5 години. Останаа уште неколку ситни проекти кои ќе ги завршиме идната година, а тоа е решавањето на проблемот со канализацијата во одреден дел од населбата, водовод во Горна Железничка и асфалтирање некаде околу 300 метри улици кои не ги асфалтиравме минатата година, заради тоа што немаше санитарни инсталации. Така да мислам дека се што побараа жителите на оваа населба од наша страна е како локална власт реализирано. Тие тоа го заслужуваат, верувам дека се задоволни и да се надевам дека ќе имаме сила да ги завршиме останатите проекти. Жителите на Чардаклија ја поздравија посетата на градоначалникот Захариев. Во Чардаклија младите почнуваат да се враќаат да живеат. Од она барање што го имавме како местна заедница се скоро 80% реализирани, останува она решение за приклучување на водоводниот систем на градскиот водовод да се заврши до крај. И можам да кажам дека Чардаклија станува едно убаво место за живење, каде што младите од градот повторно може да се вратат во родното место во Чардаклија и мислам дека престои светлина за оваа населба. Општина Штип инвестираше во Чардаклија, но ќе продолжи и понатаму да реализира проектни активности за поубав живот на жителите овде. Најнапред направивме канализација во оваа населба, која е практично дел од Штип, а немаше канализација. Потоа ги асфалтиравме сите улици. Во населбата луѓето тука газеа кал, ги изчиставме собирните канали, го градуваме спортскиот терен и да истакнам дека со одлука на владата и Министерство за земјоделие до Чардаклија ќе се гради магистрален канал за добивање на техничка вода за наводнување ниви. Таа ќе биде поврзана со магистралниот канал кој го градиме, значи од Врсаково према Три чешми. Значи тоа се инвестиции кои се направени во оваа населба. На нас ни престои идната година да го завршиме патот до црквата Свети Илија. Потоа она одлука на влада дека Министерство за животна средина ќе обезбеди средства за изградба на водовод за Македонка, Чардаклија и за Балканска ќе биде решено. И лично мислам дека во оваа населба ќе треба да направиме напори околу просторното решавање на гробиштата во селото, за тоа што овде погребуваат двете населби Балканска и Македонка. Мислам дека треба да најдеме нова локација за да го решиме овој проблем, бидејќи проблемот е таков да гробишта се наоѓаат во центарот веќе на населбата. Мислам дека и тоа можеме да го решиме. Едноставно, сите барања на урбаната заедница се целосно решени. Во Чардаклија инвестирано и во училиштето, се направени санитарните јазди, а ќе се инвестира и во местна заедница и пензионерски клуб. Исто така се работи и на генералниот урбанистички план, со што веќе пристапот од Кочани кон Штип, а и влегувањето во Чардаклија ќе биде многу посовремено и ќе наликува на она што веќе во западните земји е начин на живење. Македонските лекари се одлични специјалисти, но потребни им се услови за работа за да можат да го имплементираат своето знаење. Е ставот на нивните колеги од Америка. Пред студентите од медицинскиот факултет при Штипскиот универзитет своје излагање имаше еминентен специјалист по хируршка ортопедија од Америка.
Ортопедите во Македонија се големи специјалисти. Имаат огромни познавања, но потребни им се инструменти, за да можат успешно своето знаење да го имплементираат во здравствениот систем. Ова е ставот на специјалистот по ортопедска хирургија доктор Брик Ленс по прашањето, пошто се разликуваат неговите колеги со колегите од Македонија. The country is different though, the way we practice. So of course in America, Во Америка главно преовладува приватното осигурување, па се појавуваат различни проблеми во врска со тоа. И овде е така, но вие немате доволно опрема, па мислам дека недостатокот на опрема е главниот проблем. И да имате опреме, тоа би помогнало многу. Да се добијат импланти и алатки кои се користат во ортопедската хирургија, бидејќи ние на вистина користиме повеќе опрема од било која друга област. Специјалистот од Америка доктор Ленс денес одржа предавање на студентите од медицинскиот факултет при Штипскиот универзитет. Тој им зборуваше за заболување на зглобовите, за инфекции при промена на колена и колкови. Ваквите предавања се од голема важност, потенцираат студентите. Ова за нас студентите би значило многу, иначе во позитивна конотација, поради тоа што се надевам искрено дека многу од нас можат да се здобијат со големи знаења од областа на ортопедијата денес и да го зголемат нивното знаење целокупно кој што го имаат од областа на ортопедијата. Денешното предавање е во рамки на владиниот проект со кој е предвидено размена на знаење помеѓу македонските и американски лекари. Водоснабдувањето е единствен проблем на жителите од првоштипското село Зарапинци, кои екзистенцијата ја гледаат во земјоделството. Велат дека им е потребна вода за пиење, но и за напојување на стадата. Очекуваат дека општина Пробиштип наскоро ќе го реши проблемот. Жителите од Пробиштипското село Зарапинци во очекување општината да им го реши проблемот со водоснабдување. Велат немаат вода за пиење, но и за напојување на добитокот. Еден од проблемите е водоснабдувањето во нашата местна заедница, како за стоката, така и за луѓето. Градоначалникот најде разбирање за нашиот проблем и се надеваме дека во најскоро време ќе пуште екипа која ќе ни обезбеди пристап до нашите ниви, нашата земја, како и ќе обезбеди една чешма да се реновира, каде што ќе има стоката место да се напојува. Земјоделецот Ангелчо Димитровски вели дека селото повторно заживува. Во последниве неколку години се подигнале нови насади. Ако имало вода, ќе одгледувале и повеќе грла на добиток, а според него, со тоа и младите би се вратиле на старите огништа. Во самото село негде над 20-30 хектари имам инвестирано во воштарство, сега имаме и стадо донесено, има најава за уште повеќе фамилии да се враќат, или еден од проблемите овој кој се надеваме дека градоначалникот за кратко време ќе го реше, како во интерес на нас во селата кои гледаме ќе се најде еден добар вид на екзистенција, така и за младите кои сакат да се вратат назад. Жителите на Зарапинци и околните села ќе добијат вода во третата фаза од проектот за водоснабдување на општина Пробиштип. Веќе следната година проблемот со напојување на добитокот ќе биде решен, најави и од подрачната единица на Министерството за земјоделство со поставување на каналетки кои ќе се полнат од изворот во близина на селото. Инаку во Пробиштипскиот реон се наводнуваат околу 3000 хектари плодна земја, а се одгледуваат околу 14.000 ситен и до 2500 грла на крупен добиток. Во продолжение на дневникот, најава на настан кој ќе се одвива на почетокот на наредната работна недела. Понеделник во 20 часот и 30 минути во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев ќе се одржи концерт и работилница насловена «Жените од Балканот во джезот». Концерт и работилница на тема джез во рамки на проектна активност на Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев. Заедно свират само жени инструменталисти, а активноста е насловена «Жените од Балканот во джезот». Ова е проект што започна минатата година, во декември се сорапме во Тиват, во Црна Гора. Инаку е целиот женски оркестар. Освен ние неколку ментори, јас, Васил Хаджиманов и Антуан Симони од Франција. Четвртиот ментор е Јасна Јовичевиќ, кој што е овде во оркестарот свири саксофони и она е носител на целиот проект. Че универзитетот е еден од вклучените организатори на овој проект и
Сега по втор пат се сретнуваме и со овие серија настапи и оваа музика нова што ја спремаме. Авторска ќе заврши овој проект за сега. Како што беше замислен и се надевам да ќе продолжиме понатака. За жените од Балканот во джезот се снима и филма, концертите започнуваат од Битола. Во Штип концертот ќе се случи во понеделник 7 ноември во мултимедијалниот центар на Економскиот факултет. Почетокот е во 20 часот и 30 минути, а влезот е бесплатен. Таа филм ќе се снима од студентите на Академијата, Филмската академија од Универзитетот Гоце Делчев. Деноиве вежбаме, па првиот настан ќе биде на 6 овој месец во Битола, во Порто Джез, на фестивал на светската музика. И одма утре дента на 7 овде во Штип, во оваа иста сала, мултимедијалниот центар. Потоа заминуваме на Новосадскиот джез фестивал и последниот концерт ќе биде во Белград. Интересно е што во оркестарот на жените од Балканот во джезот свират на 5 инструменти. 5 дипломирани и студентки од Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев. Сообраќајни несреќи и во Кочани и во Штип. 26 годишен возач од Штип изгубил контрола над воланот и со возилото Венто удрил во бандера. Несреќата се случила синоќа околу 21 часот и 30 минути на улицата Партизанска во Штип, кај поранешното нервно оделение. За среќа, тој и сопатникот поминале без повреди. Причината е само материјална штета од околу 20.000 денари, информираат полицијата. Сообраќајна несреќа синоќа се случила и во Кучани. Околу 16 часот на крстосницата Борис Трајковски и Раде Кратовче се судриле комби, возило и Тојота. Во несреќата со лесни повреди се здобил возачот на комбито, 24 годишен од Кучани, кој по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. Неодамна на влезот на Кучани возач со возилото удри во бетонски зид. Повредени беа 4 тинејџери, од кои еден потешко. За прв пат во историјата на штипскиот мал фудбал ќе се сретнат две екипи во првенствен надпревар. Астиво и Мал Ајакс во првите надпревари без убедлива победа, а вечер во меѓусебниот дуел ќе одлучат кој ќе биде подобар. Штипскиот мал фудбал испишува една нова историска спортска страница. За прв пат во богатата историја на малиот фудбал, градот Штип има две екипи кои се надпреваруваат во ист, односно во второлигашки ранг. Подолго годишната афирмација која ја пласираше Мал Ајакс од оваа сезона на фудбалската карта на Македонија се впише и името на новоформираниот клуб Астиво. И двете штипски екипи се исклучително добри, респектабилни, со мала играчка предност за Астиво, но и двете се со шампионски амбиции, освојање на првото место во втората и пласман во првата футсал лига на Македонија. Во првото коло Астиво на домашен терен ја победи екипата на Богоројица од Демир Капија со резултат 3:3, додека пак Мал Ајакс беше слободен. Во второто коло Астиво дома ја победи екипата на Гемиџи од Велес со резултат 14:2, додека пак Астиво беше слободен. Љубителите на малиот фудбал во Штип ќе имаат можност да проследат еден интересен, возбудлив и до крај неизвесен надпревар со еден куп штипски мајстори на малиот фудбал. Надпреварот Астиво Мал Ајакс на програмата е вечерва во салата на основното училиште Тоша Арсов со почеток во 19 часот. Третолигашкиот дерби надпревар на истокот им припадна на Радовишани. Стромичани по 9 победи една по друга го доживеја првиот пораз. Во надпреварите од воредното 11-то коло во рамките на третата фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати. Кит Го Пехчево Овчеполе 1:1, Малеш Василево 1:2, Напредок Здраве Радово Рудар 1947 4:0, Осогово Конче Берлик 3:0 службено, Слога 1934 Тиверија 3:2, Каменица Саса Работник Џумалија 2:0 и Плачковица Беласица 1:0. Табела: Беласица е на првото место со 27 бодови, второ и трето место за Овчеполе и Осогово со по 24, четврто место Плачковица 21, на петтото место Каменица Саса има 19, следуваат Кит Го Пехчево и Работник Џумалија на шестото и на седмото место со по 16 бодови.
8 и 9 место Тивери и Василево со по 14. 10, 11 и 12 место Брегалница Голак, Малеш и Напредок Здраве Радово со по 12. 13 место Слуг 1934 со 9 бодови. 14 место Рудар со 4 и на последното 15 место Кончи Бирлик без освоени бодови. Почитувани гледачи, ја следевте информативната програма на Ирис телевизија. Имајте пријатна вечер.